Моето процедурално обраќање е по член 74, став 1, кој гласи: решението за свикување на седница на собранието на предлогот со предлогот на дневниот ред и материјалите по прашањата што се предлага за дневниот ред на седницата, на пратениците им се доставуваат 10 работни дена пред денот определен за одржување на седницата. Ние оваа седница ја закажавме од средата, значи тоа е 5-ти, денеска сме 7-ми, тоа се само два дена, 1,5 ден. Од друга страна го добивме материјалот исто во среда, значи зборуваме за системски закон, значи се однесува конкретно најмногу или целосно на точката 4, мислам дека е, пошто имате и повлечен сега закон. Се однесува конкретно на системскиот закон, значи тоа е за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа. Ние го добиваме материјалот во среда, значи ден и пол, и вчера во 22:20, значи во 10:30 вечер, вие го повлекувате и пуштате друга измена. Како сега очекувате пратениците да се изјаснат за нешто толку битно, кога ние прво не можеме да стигнеме првиот предлог ваш да го разгледаме, сега не можеме ни вториот, немаме ни појма каде е измената. Ова ми беше мене предочено на координацијата, каде што јас исто реагирав. Например, оваа промена, која што сте таа мала промена у наводници, кој што ве натерала да го повлечете законот и да го пуштите пак, можеше културно, како и што требаше да се направи на сесијата на седницата на Комисијата за политички систем. Значи, ние продолжуваме повторно со тие пракси да го правиме собранието само извршител, значи еден неполитички орган, кој што извршува волјата на политичките партии, кои што прават договори позади сцена. Значи, ние продолжуваме во институционално раководење на државата. И сега ја преудицирам кој ќе биде вашиот одговор, а тоа е ставот 2, кој што вика во итни случаи председателот на собранието, значи може да свика седница во пократок рок и треба да ја образложи по став 3, ама тоа не значи дека, по примерот на претходниот председател Талат Џафери, ние треба исклучоците од овој деловник да ги правиме правила. Како што, например, вие малтене немате редовна постапка во ова собрание, редовната постапка не постои, скратената постапка е новата редовна постапка и се тераме на брза лента како да сме чиновници, како да работиме во фабрика. Што значи, без разлика што деловникот ви дозволува, деловникот све и свашта дозволува, треба да се држите до основните правила, за да се задржи дигнитетот на овој орган. Тука е дигнитетот, значи во интерните правила, во материјалниот дел, во суштинскиот дел, а не во, не знам, кодексот или јазикот или нешто што користиме. Вие покажувате колку го почитувате Македонското собрание, ако ги почитувате неговите основни правила и пратениците. Ви благодарам. По став 2, како прво? Значи, прво да почнем вака. По став 2 од истоимениот член 74, вие сте должни да објасните зошто е рокот скратен, значи вие како председател на собрание, а не нели мандатарот или пратеникот Христијан Мицкоски. Значи ја барам објаснување од вас зошто е ова брзање. И второ, еве колегата Мицевски зборуваше за рковите на влада, ај накратко да ги погледнеме. На 28 беше конститутивна. Можевте ден, два, три после тоа да го пуштите законот, го имате договорено, сега да не се лажеме. И автоматски, без проблем, ќе можевте да ги испочитувате роковите, за да имаме 10 дена да разгледаме ваков системски, суштински закон. 35 страни книга е тоа, 35 страни измени. Ме сваќате? Сега, значи член 90, 20 дена, кога го дадо мандатот? Вчера. Дури и по тоа и по член 90 имате повеќе од доволно време. Апсолутно тие 20 дена. Излегувате во јавно, зборувате дека се ви е договорено, што значи може тие 20 дена, 10, 6, 7, колку треба, да бидат за да го испочитуваме став 1 од член 74, но нема. Јас укажав, значи ние не укажуваме тука, моето укажување е суштинско. Ја го кажувам кој член е. Поентата е собраниево да се почитуваат пратениците, кога им се дават 35 страни измени на суштински закон и од 16 министерства, колку се идеме сега на 20, добиваме 5-6 нови министерства, нас реално ни се потребни десетина дена, значи повеќе време за да го разгледаме. И сега тука имаме еден мал проблем, например, самиот колега Мицевски, кога беше
председател, значи понешниот председател Џафери, излегуваше и истото ова го зборуваше, јас сега што го зборувам. Зошто сите закони се во скратена, не треба да бидат во скратена, зошто не ги почитувате роковите, зошто само ставот 2 се толкова све етни случаи усобрани во се. Значи продолжуваме да шверцуваме многу битни работи, да ги буткаме на брза лента и ја убаво ви укажувам дека тоа не е добро. Од вас, председател, очекувам објаснување за итната потреба. Ви благодарам.